Почитувани гледачи, добар ден. Ова е новото издание на емисијата Агроинфо. Денешното Агроинфо го започуваме со информацијата дека до 15 март новите земјоделци треба да се регистрираат во единствениот регистар за да го исполнат единствениот услов за да можат да аплицираат за субвенционирање. Да ја погледнеме информацијата. До 15 март новите земјоделци треба да се регистрираат во единствениот регистар на земјоделски стопанства. Тоа е услов доколку фермерите сакаат да користат финансиска поддршка за субвенции и мерки за рурален развој. И активните корисници треба да ги ажурираат податоците, доколку кај нив настанале промени во земјоделското стопанство. Според податоците на единствениот регистар на земјоделски стопанства, во Струмица има 5429, од кои најголемиот дел или 3161 земјоделско стопанство се помали од 2 хектара. Само една парцела е над 100 хектари. Во Струмичко и 1516 земјоделски стопанства парцелите ги користат за напасување добиток. Во Новосело регистрирани се 1701 парцела. И тука најголемиот број или 897 се помали од 2 хектара, пошто следуваат 523 земјоделски стопанства кои се користат за напасување добиток. Во општина Босилово регистрирани се 2512 земјоделски стопанства, а во Василево 2324. Запишувањето и ажурирањето податоци се врши во подрачната единица на Министерството за земјоделство, во местото на живеење евидентирано во личната карта. Барање за упис може да се поднесе секој работен ден во текот на годината. Образецот, односно барањето и листата потребни документи се подигаат во подрачната единица на Министерството. Со регистрацијата земјоделците влегуваат во системот како земјоделско стопанство и исполнуваат еден од условите да станат корисник на субвенции и мерки од програмата за рурален развој. Инаку во месец април се очекува платежната агенција да го објави повикот за аплицирање за субвенции за земјоделските гранки. Дали и колку грантовите од платежната агенција ќе го развижат агросекторот? Во југоистокот е слаб интересот за користење на мерките за млад земјоделец. Преку инвестициите во агросекторот со средства од мерката 113 поддршка за поттикнување на земјоделско производство, земјоделските власти очекуваат раздвижување во агросекторот. Во југоистокот со оваа мерка одобрени се средства за 14 млади земјоделци. Модернизирањето на производството на овие млади луѓе е најголем доказ дека нашите мерки даваат резултат. А граѓаните ја препознаваат шансата која ја пружа владата за поддршка на младинското претприемништво. Бачовски на доделувањето на договорите во теквешијата додаде дека преку мерките кои се реализираат преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој се создаваат нови работни места, нови брендови кои позитивно ќе се одразат на домашната економија. Потек создаваме нови работни места, нови брендови и додадена економска вредност на домашното производство на грозје и вино. Само со вложување во младите и поддршка на нивните бизнес идеи можеме да ги задржиме онаму каде што припаѓаат. Да живеат, работат и создаваат дом. Со мерката 113 поддршка за поттикнување на земјоделско производство опфатени се 265 апликанти на возраст до 40 години за кои се одвоени 3,1 милион евра за инвестиции во преработка и маркетинг на земјоделски производи. Во југоистокот одобрени средства се за 2 млади земјоделци во Конче, 3 во Радовиш, 2 во Босилово и во Новосело, исто 2 во Валандово, 2 во Кевгелија и 1 во Богданци. Продолжувањето пак на рокот за откуп на тутун чека се уште во собрание. Измените на законот треба да се овозможат и условите за да се откупи на вишокот тутун. Тутунарите од Струмичко бараат одговор дали ќе бидат донесени измените на законот за тутун и дали ќе биде воопшто продолжен откупот на вишокот тутун, со оглед дека илјадници килограми тутун стојат неоткупени во овој дел на државата. Претежно станува збор за производители кои имаат вишок од договорените количини и до 28 февруари не успеале да го предадат кај откупните компании. Али Кадриев вели дека има околу 1 тон неоткупен тутун и не знае што да прави, бидејќи веќе бил пакуван. Он ги направи на картоне и нема кај да го дадаме. Гледам дека може да се расипа, морам да го претерам од тај картон на другиот.
за да не се расипа. Ќе стое. Бараме некако излаз, некој да ни помогне. Кај да го дадаме, и јас не знам. За ова тутун немаваме договор, се снаоѓавме некако со некои пријатели, нешто дадовме, нешто останува, ешто 40 картона ни остана. Нема кој да ни даде веќе и договор. Тутунарите бараат од Министерството за земјоделство модел да биде превземен сиот вишок. Откупот да продолжи до 31 март и откупните компании да излезат во пресред, бидејќи одгледувањето и производството на суров тутун има единствен извор на екзистенција. Бидејќи не е продаден, реци цело тутун стое. И за оваа година не мислиме да садиме, зашто нема кај да го ставиме. Скоро 1000 кила. Ние до сега ни еден лист не сме продале. И многу е тешко, не малку. Ние секоја година со тутун живееме. И премиерот знае дека Македонија со тутун живее повеќе. Ние му се молиме да ни ги откупат тутуните на сите, не само мојот тутун, на сите. Од Министерството за земјоделство велат дека се прават напори да се продолжи со откупот. Се чекаат измените на законот. Паралелно се преговара со турски компании за да бидат откупени преостанатите 1500 тони вишок тутун. Од жена за жена. Руралната мартовска кампања. 84% од анкетираните жени од руралните средини рекле дека ковид пандемијата имала негативен ефект врз нивниот живот и економската стабилност на земјоделството и воопшто во стопанството. Истражувањето го спроведе Руралната коалиција. Дори 84% од жените во руралните средини велат дека ковид пандемијата имала негативен ефект врз нивниот живот и врз економската сигурност на семејното земјоделско стопанство. 92% не користеле поддршка за надминување на последиците од кризата, покажува последното истражување на Рурална коалиција спроведено во периодот јануари-март 2021 година. Рурална коалиција смета дека една од причините за ваквите бројки е што руралните жени не се препознаени од системот, односно се невработени, а сепак работат од 9 до 11 часа на нива или на фарма. Според истражувањето од 160 испитаници, мажи и жени од руралните средини, само 28% се изјасниле дека се регистрирани како индивидуални земјоделци, од кои што само 15 се жени. Бидејќи понатаму жените остануваат невидливи и се дел од неформалната економија, па не се препознаени ниту од системот, ниту од државата. Рурална коалиција во соработка со партнерски организации организираат промотивна кампања насловена Од жена за жена, а по повод март, месецот на жената. Со оваа кампања сакаме да испратиме силна порака од жените од руралните средини за нивната потреба од економско зајакнување во услови на пост-ковид ситуација. Но не само тогаш. Ако ние го имаме квалитетот, го имаме домашното производство, имаме храната произведена и преработена со рацете на овие жени, па тогаш не ли е тоа доволно да станат видливи, но во исто време и економски силни, наведува Рурална коалиција. Кампањата ќе се реализира од 8 до 12 март во сите 8 плански региони и со неа ќе се пренесе пораката дека родовата еднаквост и економската моќ на жената е потребна повеќе од кога и да било претходно. Ке се купуваат, подаруваат и промовираат производи кои ги произвеле жените. Традиционалните производи од волна, од реканскиот и дебарскиот крај ке завршат во Струмица или пак во источниот дел на државата, а традиционалните росомански сладка во крајвите каде што прв пат ке може да ги препознаат надалеку познатите речели или сладкото диви капини и шумски плодови. И во продолжение, редовно стручните совети од нашиот соработник Игор Ивановски, магистар по земјоделски науки. Да го погледнеме. Добар ден, почитувани. Еве, при крај сме, односно, според времето, веќе полека и полека, се повеќе и повеќе, како што се зголемува денот, доаѓа и до зголемување на температурата, период каде што во лозарството и овощарството треба да се мисли за заштита на зимско прскање на овошките и на виновата лоза, со цел да се искористи овој период пред вегетација, дополнително да се заштитат растенијата, да се уништат сите болести и штетници кои што презимеле во зимскиот период. За зимско третирање во лозарството и овощарството, најдобра комбинација представува
бакарниот фунгицид Копернико, заедно во комбинација со Биопротект, кој што всушност има инсектицидно дејство. Биопротект всушност представува, народ го знае како бело масло, се карактеризира со тоа што ги сузбива сите инсекти кои што презимуваат во кората, папките и така натаму кај растенијата, во лозарството и овоштарството. Доза на употреба 2 до 250 мл во 10 литра вода, 2 до 2,5%, кој што заедно со Копернико, кој што пак служи за сузбивањето на сите инсекти, болести кои што исто така презимуваат, врши целосна заштита на овошките. Значи, заедно мора да се третират растенијата со овие два инсектициди, односно фунгициди, со цел да се целосно заштитат. При третирањето многу е важно растенијата убаво да се избањат и затоа се вика сино капење или уште познато кај народот зимско капење на овошките и на виновата лоза. При ова третирање, односно прскање или капење на овошките и на виновата лоза, треба да биде офатена целата овошка или винова лоза, од ластарите, чокотот во виновата лоза, гранките, стеблото и така натаму, со цел секаде во пукнатините и местата кај што може да презимат болесите или штетниците, да биде навлезе оваа комбинација и да врши сузбивање. На овој начин ќе се спречи понатамо активирање на, да речеме, уште на старт на овие болести и штетници и создавање на големи проблеми. Кога станува збор за на Агроуник Македонија, би сакал да спомнам нешто за два специјални течни ѓубрива, тоа е Амиксол и Славол. Амиксол се карактеризира со тоа што всушност представува L-аминокиселини, добиени од растително потекло, кој што како резултат на тоа што целосно е L комбинација на аминокиселини, не е D, и усвојувањето или ефикасноста на ова ѓубриво, течно ѓубриво, е над 90 и нешто проценти. Доза на употреба представува или изнесува 0,3-0,35 или 0,3-0,35% или 30 до 35 мл во 10 литра вода или 300 до 350 мл во 100 литра вода. Значи ова шишенце, ова шише од 1 литар отприлика доаѓа за 300 до 350 литра вода, во колку се зима за турбовато мизери. Може да се употребат кај сите растенија, особено во овој период кај гренарските култури кои што веќе имаат претрпено преходно пред 10 и повеќе денови штети како резултат на бранот кој што беше околу 15 февруари ја зафати нашава држава. Покрај амиксолот ќе спомнам нешто за Славол, овој вид на Славол, кој што се карактеризира со тоа што Славолот пред се е составен од природен стимулатор, хормон ауксин, кој што всушност е стимулатор на раст и развој. Мој совет, моја препорака е, во овој временски период, кај гренарските култури, кај зелката, па и кај другите, да го аплицирате по систем капка по капка, во доза од прилика литро и пол на декар, со цел растенијата да се уште повеќе стимулират, да се развиват, кај зелката да се интензивира процесот на мотањето на главите, а кај другите култури, компири и други, да продолжи раст и развој на самите растенија. Нормално, во леа, во колку имате покасно посадени некои култури за покасно садење, може да се третира со залевање без мење после, комбинација околу 80 мл во вадилката од 12, 10 до 12, без понатаму миење на растенијата. Би сакал сега, како
трет дел, на крајот овој прилог, да проговорам нешто за агрорадомак, односно за некои инсектициди, односно фунгициди, кои што оваа компанија ги увезува и ги пласира на нашиот пазар. Пред се тука се Мидо, Естрела и Капманот. Мидото е системичен инсектицид, кој служи за сузбивањето на сите инсекти кои што имаат устен апарат за бодење и шмукање. Наравно кажано за сузбивање на лисните вошки и слични инсекти на нив. Карактеристично е тоа што дозата на употреба на Мидо изнесува 5 до 7 мл во 10 литра вода и може да се употреби од никни на растението па до крај. Нормално, во колку растенијата се млади, дозата ќе е 5 мл и обратно, во колку растенијата се постари, дозата изнесува 7 мл. За разлика од Мидото, Естрелата е контактно желудачен инсектицид, кој што сузбива инсекти кои што имат устен апарат на гризење и жвакење. Односно, делува стомачно, а и контактно. Доза на употреба изнесува 0,06, само 6 мл во 10 литра вода. Исто така може да се употребува, пример кај зелката сега актуелно, различни видови на перец, брасика и така натаму инсекти. И можат и двата инсектициди да одат во комбинација со голем број на фунгициди, како што е Капманот, кој што оди доза на употреба, да ве подсетам, 25 мл во 10 литра вода и служи за сузбивањето на пламеницата, алтернарија, а во овоштарството и на чадливата краставост, односно Вентурија неквалис и Вентурија пири. И на самиот крај, да погледнеме некои интересни факти од земјоделството надвор од Македонија.
Со оваа информација го завршуваме денешното издание на емисијата Агроинфо. Останете и понатаму со нашиот канал. Од мене до гледање.